Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели. Еден голем поздрав ви упатуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа и со тимот на Златно буре Кучково се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Еве, денеска јас добив една прекрасна идеја да ви направам еден лесен, освежителен десерт, летен десерт со јагоди. Значи, сега е времето, баш имаме многу убави јагоди на пазарот, а посебно македонски пазари, македонски јагоди од нашите ниви, значи нешто прекрасно. Па како вкус имат, леле, прекрасно. Сега, драги мои, за да го направите овој специјалитет, вас што ви треба? Ви треба добра волја, ви треба расположение, ви треба апетит за да сакате да го јадете тоа. Значи, тие се условите за да биде овој специјалитет екстра. Да ви кажам, мене ми се јаде ова торта со јагоди, летно освежителна торта со јагоди, сум расположена за снимање, значи, сакам се да биде како што треба и да ги почастиме сите тука со една убава летна крем торта од јагоди. За да ја направите, вас ќе ви бидат потребни 500 грама јагоди, претходно добро измиени, исчистени и насечкани. Ќе ви треба 400 грама кисела павлака, 200 до 250 милилитри, 250 милилитри ќе ви треба сладка течна павлака за готвење, ќе ви треба 200 грама пишкоти, млеко по потреба, ќе видите после зошто, 150 грама шекер во прав и еден ванилин шекер. Ова музика да сакате, значи да ја најдете, да ја барате на YouTube, нема да имате. Овдека не знам колку ластовички имаме, но прекрасно друштво ни прават. Одлично, ајде да се фатиме за работа. Прво што ќе направам? Прво, сладката павлака со миксер, таа мора нели со миксер, да ја изматиме. Таа ќе даде кремаста структура на тортата. Сега ќе изматам сладката павлака. Ете така, еве павлаката изматена. Сега во неа ќе ја додадам и киселата павлака. Четиристотини грама. Ете, токму тоа ќе го добиеме, таа кремаста структура. Убаво промешуваме двете павлаки да се спојат. Го додаваме и ванилиниот шекер. Го додаваме и шекерот во прав. Само да не ставите обичен шекерот и нема да се стопи, да знаете. Затоа мора да има шекер во прав. Или купете готов, или сомелете го. Еве, ние ја добивме базата на летната освежителна торта. Еве, она е толку кремаста.
И оваа торта можете да ја јадете на лажица, што се вели на лажица, а можете и во калап да ја ставите. Сега, што правам? Овој рецепт не бара, значи, ложење, ред пишкоти, ред фил, ред јагоди, туку, една пишкота можеме на неколку парчиња да ја поделиме. Тие се многу кревки и да знаете дека одма ќе впијат. Доколку наместо немате пишкоти, туку правите со бисквити, тогаш ќе ви треба малку млеко. Затоа што бисквитот е потврд и на крај воопшто, нели, секоја павлака, некоја е погуста, некоја е поретка. Имајте си млеко за ако треба малку да додадете. И веднаш оваа торта не се става во ладилник. Мора најмалку половина час да биде на собна температура. Може да се послужи и во украсни чаши што се за кремови. Гледате колку малку време треба да се направи една ваква летна освежителна торта. Сега убаво ќе промешам. Сега ќе си впијат и од шлагот, и од павлаката, тоест течната сладка павлака, нели, се миксира до состојба, структура на шлаг. Оваа торта е многу богата со јагоди. Лапни голтни ова, лапни голтни. Толку и требаше, готова е. Само убаво да ја промешам јагодата, да навлезе секаде и ќе оставам половина час во овој сад. А потоа ќе видам, ќе одберам некој сад, дали ќе биде калап, дали ќе биде некој тавче и ќе ја ставам во ладилник. Во ладилник треба да остане најмалку 3 до 4 часа. Ете така, драги мои. Има ли некој што нема да ја сака оваа торта? Како мириса? Сите само подголтнуваме. Така. Сега, нека си одстои, нека примат убаво пишкотите и потоа ќе ја редиме или во калапче, или во тавче. Колку е красатка. Дека има кисела павлака, леле колку е добро. Се гледаме со вас, откако ќе поминат неколку часа во ладилник, а вие останете со вкусот на традицијата. Па, драги мои, значи, ние додадовме и малку топено чоколадце од дозгора,
Па не мислам дека ја расипавме рецептата. Значи, ова е вистинско уживање. Одлучивме да ја послужиме во вакви убави декоративни чаши со столчиња, нели? Знаете колку е атрактивно, колку луѓе имате на трпезата, толку чашки да наполните и така да го послужите. Баш е прекрасно и малку ставивме мелени оревчиња и малку шлак. Сега, еве ја тортата. Леле, каква убавина е ова! Ау! Ова, што викаат децата, нели, кога се соберат, вришти од убавина. Како е убаво! Значи, комбинацијата па и со малку чоколада од озгора. Леле, прекрасно е, прекрасно. Со ова, да ви кажам, ништо друго не ми одговара. Само ова и знам дека ова чаша е моја. Другите чаши имаме уште две. Тука 3 и уште 2 во кујната, за сите да пробаме. Направете го и вие, уживајте. Дури откако ќе одстои во ладилникот повеќе време, верувајте како некој најубав крем да јадете, некој француски крем да јадете. И посебно ми се допаѓа мирисот на македонските јагоди. Тоа освојува. Драги мои, направете го, фотографирајте ве, вие можеби ќе го сервирате, ќе го послужите во некоја друга чаша или чинија, ќе имате своја декорација. Испратете ни фотографии да видиме како тоа изгледа. Тоа ќе им биде, ќе ги објавиме на Facebook, на Instagram. Тоа можеби ќе им дадете идеја и на останатите наши гледачи. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија. Вкусот на традицијата, и знаете како велат. Никогаш човекот не е помал како пред шалтер, а никогаш човекот не е поголем како позади шалтерот. Драги мои, останете ми во добро здравје, ве сакаме, ве гушкаме и се гледаме во следната емисија. А од вас ќе ги очекуваме подзаборавените стари рецепти од вашите тетрадки. Довидување. На здравје. Mm.